Од првично одгледување од веб страната на Платежна агенција за директни плаќања за подмерка 1.11 директни плаќања за произведен и продаден суров тутун од реколта 2012 во период од 18 до 22 март 2013 година преку откупните предпријатија исплатени се вкупно 1 милијарда 589 милиони 329 550 денари, или изразено во евра, изнесува 25 милиони 842 756 евра. На 27 декември 2013 Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство излезе со соопштение во кое кажува дека за реколтата 2012 е исплатена финансиска поддршка за тутунот во висина од 1,66 милијарди денари или над 27 милиони евра. При споредба на бројките објавени на веб страната на Платежна агенција и бројките објавени во соопштението на Министерството за земјоделство, може да се констатира разлика од 70 милиони 670 450 денари или 1 милион 149 113 евра. Според Законот за земјоделство и рурален развој, директните плаќања ги исплаќа Платежната агенција, која е единствена релевантна институција да соопшти колку пари се исплатени за откуп на тутун за реколта 2012 година. Затоа јавно го повикуваме директорот на Платежната агенција, господинот Тони Димовски, да каже од каде, според Министерство за земјоделство, се исплатени над 27 милиони евра, а она што е објавено на веб страна на Платежна агенција е 25 милиони 842 756 евра. И зошто се јавува ова разлика од околу близу 1,2 милиони евра. Овдека сега ќе ги споменеме откупните предпријатија, според бројот на тутунари, колку на тутунари откупиле и колку пари имат исплатено. Така сокот табак има откупено од 10.171 тутунопроизводител, или приближно во евра ќе ги кажуваме сумите, се 10 милиони 27.673 евра. Алијанс One има исплатено на 6.634 тутунопроизводители, или вкупна висина околу 6 милиони 432 576 евра. Преку Струмица табак, значи имаат аплицирано 4.759 тутунари, при што е исплатена субвенција од близу 5 милиони 649 743 евра. Тутунски комбинат Прилеп, откупено од 2904 тутунопроизводители, или исплатено 2 милиона 495 646 евра. Пашовски, откупено од 665 тутунопроизводители, исплатена субвенција во висина од 786 282 евра. Центро Табак, откупено од 359 тутунопроизводители, исплатено 192 495 евра. Далија Табак, откупиле од 242 тутунопроизводители, исплатена субвенција од 171 063 евра. И Орбита Табак имат откупено тутун од 84 тутунопроизводители, а преку Платежна агенција е исплатена субвенција од 87 274 евра. Од ова може вкупно да констатираме дека за 2012 реколта 2012 година вкупно е откупен тутун од 25 818 тутунари, а исплатени се субвенции преку Платежна агенција 25 милиони 842 756 евра, или во просек земено дека по 1000 евра секој тутунопроизводител има добиено субвенција од реколтата 2012 година. Може да споменеме дека за 2012 вкупно засадени површини со тутун се 27 333. Ова беше моето, значи ако има дополнителни прашања, можете да. Прво што го реколта разликата се однесува на помните плаќања на субвенции за тутун само. Така, значи сета ова информација значи се однесува само за тутунот и тутунопроизводителите. Ке повторам, значи на објавените податоци од Платежната агенција е податокот од 25 милиони евра, а она што го објави Министерството е над 20, барем објавија во соопштение дека е над 27 милиони евра. И затоа ние сега сакаме да прашаме
барем единствена релевантна институција која исплаќа субвенции според Законот за земјоделство и рурален развој е платежната агенција. И ние мислиме дека тие се единствена релевантна институција која треба да каже колку пари на име на субвенции за тутунопроизводители се исплатени за реколта 2012 година. Според вас, Министерството за земјоделство се фали со поголема бројка наместо реалното што покажа платежната агенција? Според бројките што ги анализиравме, испаѓа така дека они кажуваат над 27 милиони евра или 1,66 милиарди денари, а она што ние го установивме преку надгледување на веб страната на платежната агенција, излегува дека бројката е 25 милиони 800 илјади евра некаде. И затоа се јавува ова дилема да видиме колку е вистинска исплатена сума на субвенции за тутунопроизводителе, иако зборуваме ние за реколта 2012, но тие се исплатени во март 2013 година, значи од последните плаќања.